Лазаревска, се надевам дека откако ќе преслушате оваа реплика, лично себе си ќе се искритикувате, ќе имате една пристојна, ќе ве замолам да ме сослушате заради тоа што мојот говор е токму во насока на амандманот на кој што денеска дискутираме, меѓутоа вие се одлучивте да реплицирате. Имено, јас ќе ве потсетам дека Европската комисија треба кога коментираме за амандмани и кога се јавуваме за збор и дополнително за реплика, треба да имаме малце совест зашто комуницираме одека и зашто говориме. Европската комисија објави агенда, зелена агенда, која што истовремено треба да го придржи и економскиот развој на земјите од Западен Балкан. Имено зошто се јавив за збор, да го поддржам амандманот на колегите, господјата Дафина Стојановска и председателот на комисијата, господинот Тимчо Муцунски. Станува збор за исклучително важен амандман, на кој што ние денеска, со сите реплики кои што ги дадовме на овој амандман, некако покажуваме дека навистина ни недостасува една долгорочна стратегија и искрена намера за разбирање на она што значи зелена агенда и која што е највисок приоритет во Европската комисија, таму каде што ние сакаме да бидеме дел од неја. Дел од тоа едно европско семејство. Ние мораме да разбираме кога имаме од овој тип на амандмани кои што го унапредуваат животниот стандард пред се, па потоа животната средина, се во насока дека токму ние треба да имаме еден заеднички консензус и една долгорочна стратегија, зошто ние секогаш треба да излизаме надвор од таа матрица на политичко размислување. Ние мораме да се надминеме себе си тука од политички аспект. Да дискутираме дали одреден тротинет ќе се користи, во кој период ќе се користи и какви мерки дополнително би требале да бидат дел од одреден амандман или каков амандман би требало колегите да поднесат, тоа да е поврзано со временскиот период или временските пригоди кои што следат. Животната средина, климатските промени е борба која што не засега сите. И ние мораме да имаме долгорочна стратегија. Токму затоа би сакала да ја поздравам иницијативата за овој амандман и апсолутно сметам и апелирам дека треба да го поддржите. Ви благодарам.